Вести на сите во 16 часот. Добар ден, јас сум Славица Арсова, ова се настаните на денот. Осуденик за убиство и двајца други затвореници побегнаа од Идризово. Полицијата ги бара со потерница. Македонци ограбени додека летувале во Грција. Поп-звездата Аделина Тахири заврши со оштетен автомобил. Нема одговор од грчкото МВР за над 50 инциденти во кои настрадаа македонски туристи. Возило на брзата помош се судри со автомобил кај Битпазар. Две жени завршија на ургентен. Законите за медиуми на јавна расправа. Новинарите сакаат јасна дефиниција кој може да работи во фелата. Сонцето е клучен фактор за појава на рак на кожата. 9-годишно детенце е најмладиот случај на заболен во Македонија. Лекарите велат, бидете исклучително внимателни. 54 затвореници за миг исчезнаа од затворот во Бразил. На чуварите за спомен им остана видеоснимка. Семејство од Штип среде ноќ било ограбено во грчкото туристичко место Неа Врасна. Останале без парите и други вредни предмети и едва се вратиле во земјава. Случајот го пријавиле во грчката полиција. Штипско семејство среде ноќ ограбено во туристичката населба Неа Врасна во соседна Грција. Крадците влегле во нивниот апартман некаде после 2 часот по полноќ додека спиеле и го украле паричникот. Среќа во несреќата што го задесило ова семејство е тоа што освен парите крадците не се полакомиле по ништо друго, а и ги оставили патните исправи иако им биле на дофатна рака. Ташната беше оставена надвор, значи земано донатре, изнесено, бркано, сите работи и оставено пак надвор да стае. Значи парите сите што беа внатре, сите пари. Штипското семејство не било изолиран случај. Кражби пријавили и други македонски, но и српски семејства. На македонските туристи пак за разлика од северните соседи им биле оштетени автомобилите. Имаше таа ден многу кражби и шкртање на коли. И Срби, например, ограбено имаше секакви, значи не само наши. Штипени пријавиле во полиција, но оттаму добиле информација дека ќе сторат се што е во нивна моќ за да го разрешат случајот. На крајот со помош на пријателите успеале да стигнат во Македонија, но останува горкото искуство за летниот одмор кој сигурно уште долго ќе го паметат. Поп-звездата од Македонија Аделина Тахири викендов настрада од грчките насилници кои оштетуваат македонски возила. Вели дека иако цел живот летува во Грција, каде има и вила, првпат годинава почувствувала како полицијата ги нарушува односите меѓу граѓаните. Денеска се пријавени 3 нови случаи на оштетување на македонски возила. Од грчката полиција нема одговор дали е постапено по барем еден од нив. Иван Кузмановски со деталите. Црвен спреј на пасатот доби и Аделина Тахири. На плажа во Неа Врасна, покрај останатите, настрадали нејзиниот автомобил. Им ги покриле ознаките МК, а со спреј ги испрскале и враниците. Некои коли се кршени, мојата само е со спреј направено напред кај таблицата и позади, малце кај фарот, изгледам че немало спреј. И тоа не само мене, неколку коли тука што сме на одмор, на ова место ги направиле така. Познатата пијачка која од дете оди на одмор во туристичкото место Асправалта, каде нејзиното семејство има и вила, е згрозена од случајот. И баш се зачудив затоа што не верував дека би можело тука да биде такво нешто, ама ова е политичка работа, така да што ја не се мешам во тоа и не знам, мислам дека граѓаните што зајдат тука на одмор не се криви поради политичките проблеми, затоа што луѓето кои се дојдени тука, значи се дојдени на одмор, не се дојдени дека имат некој таков проблем, затоа што ако би имале не би дошле сигурно тука на одмор. Покрај Аделина во МВР оштетување на автомобилот пријавиле уште 2 македонски државјани. Во Неапот и Дејана, Гевгеличенец и Струмиченец им ги украле табличките. Сите тројца случајот го пријавиле и во грчката полиција. Сител токму таму денеска побара одговор дали досега успеале да пронајдат некој од уништувачите на македонски автомобили. Од грчката полиција велат не одговарале на прашања на странски новинари. This is the way that we are working with the foreign journalists. It's the press office. I don't know from this office the details that you want. Проблем со полицијата во Грција имала и Аделина Тахири. Да, го пријавив случајот и требаше да земам извештај за осигурителна компанија да однесам колата да ми ја прават. Ми рекоа да дојдам покасно отидов, ми рекоа дојди утре и веќе не отидов затоа што се вратив во Скопје, имав настап и не можам.
Од почетокот на сезоната, бројката на оштетени автомобили во Грција достигна 53, од кои 37 се кражби на таблички. Најмногу проблеми имале македонците кои летувале во Ханиоти и Неапори. Во 34 од случаите оштетувањата се пријавени и кај грчката полиција, но македонското МВР досега не добило никаква информација од своите колеги за спроведена истрага. Обвинителството за организиран криминал покрена обвинителен акт против Паско Кузман и останатите 16 осомничени како дел од полициската акција Фаланга 2. Екс-директорот на Управата за културно наследство се сомничи дека злоупотреба од службената положба и овластувањата кога надвор од законската постапка издавал одобренија за археолошки ископувања во Делчевско и Катланово. Останатите обвинети се теретат за незаконско ископување и одземање на предмети од непроценливо културно и историско значење и вредност кои потоа ги препродавале во странство. Еден осуден убиец и уште двајца затвореници од вчера шетаат слободно откако решиле да не се вратат од слободниот викенд назад во затворот Идризово. Полицијата ги бара со потерница, а управата на затворот верува дека ќе бидат најдени и вратени за решетки. Убиец, разбойник и крадец си го продолжиле слободниот викенд и не се вратиле во затворот Идризово. Од 23 затвореници кои биле пуштени дома за празниците, не се вратиле тројца, а меѓу нив и Суат Јусуф, еден од двајцата осудени за двократното убиство кај злокуќани во 2006-та. Директорот на затворот Идризово вели дека ова не е прв ваков случај. Од 99% случаи МВР ги враќа во затворите. Па од последнија бројка, од последните 7-8 години бројката е на 70. Затвор, не враќање од викенд, тоа се случувало и понатаму сигурно се случува. Така да, голема бројка на судени лица, законските права се не му дозволуваат да одат на викенд да користат такви погодности. Полицијата веќе ги бара затворениците кои не се вратија во своите ќелии. Од Министерството за внатрешни работи велат дека речиси сите оние кои на ваков начин сакале да избегаат од затворот биле фатени и вратени за решетки. Од почетокот на годинава во првите 6 месеци Министерството за внатрешни работи реализираше 33 вакви наредби издадено од казнено-поправните установи по лица кои што биле пуштени на викенд и потоа не се вратиле во затворите. Сите овие 33 лица се лишени од слобода, станува збор за лица кои што се лишени од слобода на територијата на Република Македонија и веднаш потоа вратени во казнено-поправните установи кои што ја распишале наредбата за издавање на потерница. 15 од овие случаи се реализирани на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје. Јусуф е осуден на 15 години затвор за убиство, а досега одлежал 7. Еден од неговите другари од затворските ќелии, кој исто така си го продолжи викендот, треба да одлежи 9 годишна затворска казна за разбойништво, а другиот 1 година за кражби. Две жени на возраст од 46 и 35 години се повредени во несегојдневната сообраќајна незгода која попладнево се случи на крстосницата кај Судска палата и Мавровка во близина на Битпазар. Судирот се случил помеѓу возило на брзата помош во кое се возела 35 годишната патничка и возило Volkswagen во кое патувала 46 годишната жена. Жените се веднаш превземени во ургентниот центар, а екипите на МВР извршија увид на лице место. И во возилото на брзата помош имало пациент кој според последните информации е во добра здравствена состојба. Дали македонските возачи имаат сообраќајна култура за пропуштање на возилата на брзата помош? Колку често животот на пациентите е во опасност? Анализа во Дневникот во 19. Странски домашни експерти, новинари и медиумски работници денеска дебатираа за законите за регулирање на медиумската сфера. Министерството за информатичко општество со амандмани го подобрува текстот. За барањата и ставовите на новинарите во живо ја вклучуваме Кристина Јованова, која денеска ја следеше дебатата. Кристина, кои беа забелешките на Сдруженијата на новинарите и дали тие ќе бидат прифатени од Министерството за информатичко општество? Сега се заврши неколкучасовната јавна расправа за законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услови. Она што беше клучно меѓу новинарите, односно главно прашањата се темелеа на тоа да се дефинира поимот новинар, кој зошто треба да работи како новинар. Она што го добија како одговор од
меѓународните експерти е дека нема соодветна дефиниција за новинар и дека преку правна анализа согласно меѓународните стандарди треба сами да си ја донесеме таа дефиниција. Тие сепак го поддржуваат донесувањето на овој закон, па да видиме како течеше јавната расправа денеска. Ме изненадија со нивните почетни коментари дека колку експерти, толку ставови при оценување на одреден законски проект. Би сакала да знам врз основа на кои критериуми збирот од експерти како помошници на политичарите во донесување соодветни одлуки на ниво на Европска Унија се пишуваат извештаи за состојбите во медиумите во една земја, еве на пример Македонија. И ние овде добиваме, да речеме, мериторен став дека законот не чини или слободите се загрозени или не постојат. Врз основа на што не оценувате, ако секој од вас има свои лични, така да речеме, мерит системи по кои донесува ставови. Тоа е едно прашање до вас. И второто, ме чуди исто така, како може никој да не знае од вас што значи, односно како се дефинира професијата новинар и што подразбира таа. Нема еден единствен начин на пишување на закон на медиуми или било кој друг закон. Ние ги земаме во предвид сите најдобри меѓународни пракси и ова е она што е всушност. Тоа е причината поради која што ние сме тука. Ние сме тука, значи нема потреба постојано да го измислуваме тркалото. Повеќето западноевропски земји членки постапуваат согласно оваа пракса и потоа можеме да ја препорачаме на државата следново. Ако изготвувате закон за медиуми, еве погледнете ги, овие се вообичаените пракси што ги користат другите држави. Но повторно, тоа е само препорака и останува на самата држава, на самата влада на таа држава, на парламентот, што тие ќе прават со таа препорака. Вие спомнавте и дека постојат разлики помеѓу мислењата на експертите. Како што веќе спомна Катрин и предходно, секако дека немаме суштински разлики. Точно е дека можно е да има некои точки во законот или некои ставови во законот кои што ние ги сметаме помалку важни или пак повеќе важни во однос на едни на други, меѓутоа сепак сето тоа е одраз на националните специфики. Јас како германец, таа е естонка и сега сите ние си имаме различни искуства согласно земјите од каде што потекнуваме. Новинар е лице кое професионално за потребите на јавното информирање врши активности на прибирање, истражување, обработка, анализа, обликување или класифицирање на информации кои се објавуваат во медиум и кое е вработено на неопределено или на определено време кај издавач на медиум или кое врши новинарска дејност како самостојно занимање слободен новинар. Од Македонската асоциација на новинари на деватата истакна дека имаат поднесено неколку амандмански исправки. За што точно станува збор? Во овие вести разговараме со Ивона Талевска, уредник во телевизија Сител и член на Македонската асоциација на новинари. Ивона, на што се темелат вашите, што сметате дека треба да се коригира во овој закон? Двата закони, и оној за медиуми и за аудио и аудиовизуелни услуги, се одлични закони кои што се предложени од владата на Република Македонија, кои што ќе овозможат правна и социјална сигурност во работењето и на новинарите, и на уредниците, и на собствениците на медиумите. И всушност представуваат многу здрава основа за сите идни генерации кои што ќе се занимаваат со медиумскиот бизнес. Во таа насока Македонската асоциација на новинари амандмански интервенира во двата предлог закона, во текстовите на двата предлог закона. Генерално тоа се во
5 генерални точки во кои што ќе правиме интервенции, а кои што треба да напоменеме дека денеска добија зелено светло и од експертите од ОПСЕ и од експертите на Советот на Европа, кои што претходно работеа на предлог текстовите на законите кои што се во собраниска процедура. Тоа значи дека амандманите од Македонската асоциација на новинари ја добија и неопходната меѓународна поддршка за без никакви проблеми сега во собраниска процедура, исто така да добијат зелено светло и од мнозинството претеници во собранието на Република Македонија. Подетално за што станува збор. Првичната интервенција се работи за издавање нови лиценци за радиодифузерите. Зошто? Затоа што радиодифузерите ќе имаат нови услови за работа на медиумскиот пазар. Новиот закон се новите услови. За тие нови услови ќе бидат потребни нови лиценци. По стариот закон се работи по стари лиценци. За да направиме усогласување помеѓу старата и новата состојба, ние предлагаме период од 60 дена во кој што сите радиодифузери ќе имаат можност да се прилагодат на новите законски измени и согласно тоа да направат усогласување со новите закони и да стартуваат со нормално работење со лиценци за период од 9 години од денот на стапување на новиот закон на сила. Втората генерална тема на која што амандмански интервенираме се однесува на казнените одредби во Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, односно инсистираме казните за радиодифузерите да не бидат процентуално изразени од приходот на радиодифузното предпријатие, туку да бидат изразени во апсолутни бројки. Што значи тоа? Ако купуваме чоколадо, не може тоа чоколадо за мене да чини 50 денари, а за вас 80 денари, односно секој да плаќа согласно процентот од приходите кои што ги има. Значи се знае дека чоколадото чини 50 денари за сите. Или ако не поминете на пешачки, не може јас да платам 100 денари, а вие да платите 200 денари. Значи казните мора да бидат во апсолутен износ за сите. Третата област во која што ќе интервенираме се заштита на конкуренцијата на пазарот, со спречување на можноста за привилегирана позиција на независните продукции и јавниот сервис Македонска радиотелевизија во смисла на финансирањето на проекти од приватните радиодифузери, буџетските субвенции, претплатата која што ќе имаат и маркетингот во прайм тајм периодот, кој што не се право кое што го добиваат и приватните национални радиодифузери. Четвртата област во која што ќе интервенираме се однесува на обемот на македонска изворна музика која што ќе мора приватните телевизии да емитуваат. И сега тука имаме и некои дилеми од типот дали за изворна македонска музика ќе се смета, например, албумот на Каролина издаден во Србија, или албумот на Калиопи издаден во Хрватска, или албумот на Туна издаден во Албанија. Дали тоа ќе се смета за изворна македонска музика и во кој формат и содржина тоа ќе оди во програмата. Значи, дали ние ќе треба да лепиме спот за спот во прайм тајм или ќе можеби ќе да го правиме тоа во формат на музичка емисија. Тоа се 4 генерални области во кои што ќе интервенираме во Законот за аудио и аудиовизуелни услуги и 5-та област е од Законот за медиуми, а се однесува на самиот акт на медиумот и на внатрешната организациона структура на самите медиуми. Реков, амандмански интервенираме, овие амандмани претходно беа веќе доставени до претениците, беа доставени до предлагачот владата, денеска ги усогласивме со меѓународните представници, тоа се експертите од ОПСЕ и Европската унија и очекуваме дека согласно владината проекција за тајмингот за носење на овој закон, дека до почетокот на септември ќе имаме 2 квалитетни закони кои што ќе го регулираат медиумскиот бизнис во Република Македонија. Благодарам за исцрпните одговори, за разговорот во овие вести. Цаци, доколку имаш прашања од студио, повели. Кристина, ви благодарам за јавувањето во Дневникот. Заврши, како што кажете денеска, 5-та јавна расправа за Законот за медиуми. Странските експерти сметаат дека лустрацијата треба да се однесува на сите, а во процесот да бидат вклучени и новинарите. Сдруженијето на новинари е против оваа идеја. За мнозинското сдружение МАН, ваквото решение е прифатливо. Процесот на лустрација е корисен за општеството и пожелно е целосно да се спроведе. Представниците на ОПСЕ, Советот на Европа и инструментот ТАЕКС на Европската комисија со јасен став. Општеството треба да се прочисти од кодошите, а во процесот треба да бидат вклучени и новинарите. Дали е соодветно новинар да работи со тајната полиција или не? Па не е легално, туку етичко прашање тоа повеќе и не е дозволено. Ако работи тој веќе не е новинар. И мислам дека ако има такви досиеа, како граѓанин кој што исто така бил лично контролиран од тајната полиција, дефинитивно е важно да се отворат сите овие досиеа и да им се каже на луѓето кој се бил вклучен во сето тоа. Мислам дека
И тоа го направивме ние во Германија, ги отворивме тие досиеа и I think it was very helpful. И многу ни помогна тоа за самиот процес на повторно обединување на двете Германии. И додека меѓународниот фактор препорачува лустрацијата да се спроведе до крај и да ги опфати и новинарите, Македонското здружение на новинари останува со ист став како оној на опозицијата. Лустрацијата нема смисла, а новинарите воопшто не треба да го поминат филтерот. Целиот процес на лустрацијата ја загуби смислата. Никаде не се лустрираат новинари. Основната цел на лустрацијата беше поранешни соработници на тајните служби да не можат да бидат носители на јавни функции, вели председателот на ЗНМ Насер Селмани за Дневник. Наспроти ЗНМ мнозинската ман има јасен став дека новинарите треба да го поминат процесот на лустрација, бидејќи влијаат на јавното мислење. Градежниците очекуваат драстично раздвижување на пазарот со станови и куќи по последната промена на проектот Купи куќа, купи стан, со која субвенциите стана неповратни. Особено зголемен интересот за изградба на куќи. Градежниците од септември очекуваат драстично раздвижување на пазарот со станови и куќи. Од коморите велат дека новата промена на проектот Купи куќа, купи стан, со која владините субвенции се неповратни, ќе предонесе поголем број граѓани да се одлучат да купат сопствен дом. Банките не излегоа на висината на задачата, така да сега веќе еден мотив повеќе да се активираат купувачите, потенцијалните купувачи. Министерот Ставревски вчера за сите објасни и низ бројки. Ако станува збор да речеме за купување на куќа, ратата месечна за кредит од 50.000 евра изнесува 330 евра. Од тие 330 евра, само 82 евра во првите 5 години ќе плаќа корисникот на кредитот, а 250 евра месечно ќе плаќа државата. Значи, сите оние фактички кои што сега плаќаат кирија, која што изнесува 100 евра, ќе можат со истите тие пари, наместо да плаќаат 100 евра за кирија, со 82 евра да си купат сопствена куќа, односно да изградат сопствена куќа. Наместо станови, граѓаните во последно време се позаинтересирани биле за купување куќа. Од градежните компании велат дека во план е изградба на цели населби на нови локалитети. Од година во година интересот е се поголем и поголем. Голем придонес во последниве, да речеме, година дена имаат некои кампањи и на владата, а и на општините. Да спомнеме кампањата за Купи куќа, купи стан. Исто така има веќе општините размислуваат за урбанизирање на одредени парцели државно земјиште кои би се давале за 1 евро квадрат, што значително би олеснило изградбата на индивидуални куќи. Новите измени предвидуваат средствата исплатени за учество од страна на владата од сега да не се враќаат како што е и кај мерката половина рата. На овој начин драстично ќе се зголеми поборувачката на стамбени кредити, со што голем број на луѓе ќе си обезбедат сопствен дом. Владата призна дека им платила пари на патниците кои ги возеше норвешкиот премиер. Потегот кој го воодушеви светот сепак бил добро режиран. Оваа вест од светот погледнете во Дневникот во 19. Берлин конечно се изјасни по аферата за шпионажа од страна на САД. Германците не биле следени, тврди шефот на кабинетот на канцеларката Ангела Меркел. Бразил уште еднаш остана шокиран по веста за масовно бегство на затвореници. За спомен на чуварите им остана видеоснимка. Следуваат вестите од светот. Владата во Берлин ги негира наводите дека американската НСА спроведува програма со која ги следи телефонските разговори и имейл пораќите на германските граѓани. Вашингтон не увери дека го почитувал нашиот закон за заштита на личните податоци, изјави вчера шефот на кабинетот на канцеларката Меркел, Роналд Пофала, кој додаде дека двете земји работат на постигнување на договор за нешпионирање. Германците се кренаа на ноз и побараа објаснување од Меркел, откако Сноуден изјави дека САД масовно ги шпионирале нивните комуникации. Две италијански планинарки загинаа во лавина при искачување на највисокиот врв во Европа, Монт Блан, додека еден е повреден. Несреќата се случила утрово околу 4 часот, соопштија спасувачите. Како на филм, од затворот во градот Сао Пауло вчера е организирано бегство. Преку зидот на слобода побегнале 54 затвореници. Бразилската полиција успеала 17 од нив да фати. На масовното бегство му предходеле немири, во кои затворениците го претепале управникот, а како заложници зеле десетина вработени во затворот.
Аргентинската полиција уапси 30 луѓе под сомнение за педофилија. Само во градот Ла Плата, во текот на рацијата, се запленети на 1500 CD-а со порнографска содржина. Полицијата соопшти дека верува дека поедини жртви на педофилијата биле деца на возраст од 2 до 12 години. Во рамки на акцијата, Аргентина соработувала со властите во Бразил, Чиле и Уругвај. Силниот тихоокеански тајфун утор се приближува кон Јужна Кина, вклучувајќи ги Хонг-Конг и Макао. Во регионот веќе се забележува драстично влошување на времето, велат метеоролозите. Утор следен со поројни дождови и силен ветер вчера мина преку Филипините, каде ја предизвика смртта на 2 лица. Повеќе вести, информации и анализи во централното издание на Дневникот во 19 часот. До тогаш следете на насител.com.mk и на социјалните мрежи. Пријатно попладне.